Добро вечер. Во недела во 4 општини во Западна Македонија повторно ќе се гласа за градоначалници. Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово, Ростуше. Најинтересниот веројатно е дуелот во Гостивар. Од многу причини. Таму за почеток Невзат Бејта го промени дресот и сега ќе се обиде за влен да го затвори големиот пакет на победи на локалните избори во градоначалничките фотели или за владеечката коалиција да затвори големата победа. Ќе биде тоа сериозен предизвик, бидејќи во Гостивар само за 22 гласа не успеа да ја потврди својата победа кандидатот на НАИ, односно на ДУИ, во изборите оваа есен. Што всушност ќе се случува и колку символика има во овој судир во Гостивар, во околности во кои тоа за ДУИ би значило единствената поголема општина. За влен пак би значило и удар кон ДУИ, бидејќи Невзат Бејта во својот 6-ти обид за овие последни 20 години се чини вечниот кандидат во Гостивар, но по прв пат тој не е под знамето на сопствената партија. Како ќе изгледа распоредот на силите, што ќе значи ова пребројување во Гостивар, особено по одличниот резултат во единствената општина која што го покажа коалицијата НАИ, во светло на најавите или тестот што го испраќа Христијан Мицковски со најавата за лидерска средба, на која додава една интересна точка, а тоа е разговорот за техничка влада која би требала да отпадне од законот за влада. Додавката и да разговараме за консензус за реформската агенда е веројатно второстепената. Ова е пораката која треба да прозвучи и да ги престрои партиите во некаков страв, грч или на другата страна очекување дека избори оваа година сепак се можни. Во таа смисла ова ќе биде интересна трка во Гостивар и таа ќе одреди добар дел од прашањата како после локалните избори се поставиле партиите, дали навистина влене во неповратно таа нагорна линија или пак од друга страна дали успеа ДУИ да се стабилизира и да го потврди својот резултат токму во Гостивар. Мои гости вечерва за оваа тема се овдека Рамадан Рамадани, добро вечер, аналитичар, и Бесим Небију, исто така аналитичар. Немаме многу инсайдерски информации. Добар дел за почетокот на годината се држат како провокација да се види распоредот на картите, се да сам е уверена дека го исчитала ракописот на Христијан Мицковски и ја одби веднаш поканата за лидерска средба, но што се може да стои на почетокот на годината и колку во тие калкулации се ставени резултатите од последните локални избори и резултатите од анкетите ќе анализираме вечерва по првата пауза за реклами. Да, пшуваме. Небију за гостиварските избори и во другите, но сепак се помали општини кои веројатно не би го заслужиле третманот повисоко некаде во вестите, но дури гостиварската приказна како воопшто да не е тема, иако таа донесе помеѓу едната и другата изборна трка сосема нов кандидат, не е непознат всушност, тој е најдолговечниот кандидат во Гостивар. За 20 години ова е 6-та номинација на Невзат Бејта за градоначалник. И сега, иако резултатите покажуваа дека тоа е сигурна победа на ДУИ, недостасуваат 22 гласа таа да се финализира и потврди. Има такви тврдења, меѓу другото, дека можеби влен, знаејќи го со односот на силите, тоа што проба да го направи е делумно да контролира бојкот, односно да игра на помалку излезност и да го спречи резултатот, а сега кога се друго е готово, кога се концентрирате буквално на едно место, можеби ќе биде полесен тој двобој влен ДУИ. Како вас ви изгледаат сега? Значи, прво, мислам дека беше едно од поголемите изненадувања фактот дека кандидатот на НАИ не победи во Гостивар, имајќи предвид дека зад него стоеа
да кажеме, двете партии кои што се надпреверуваа претходно меѓусебно во сите неколку циклуси. И Таравари наспроти Дуи. Таравари наспроти Бејта како кандидат на Дуи, претходно повторно Таравари наспроти Бејта и така натаму, значи во последните 4-5 циклуси овие се надпреварувачите и одеднаш кога тие се споија, очекувано би било кога ќе се спојат двете најголеми партии во градот, дека тоа е релативно лесен изборен процес. Сепак новиот пред 4 години не постоеше влен, така да не можеме таква директна врска да поставиме, меѓутоа партиите кои што беа дел од влен беа или на едната или на другата страна, меѓутоа беа помали чинители во тоа. Значи, ако направиме некоја пресметка, партиите, иако кандидатот нели од Алијансата не е од Дуи, кандидатот на НАИ, зад него стоја некаде да кажеме 90% од гласачите од 2021 година. Тоа што се случи е огромно изненадување, бидејќи реков тоа и требаше да биде релативно лесен избор. Никој не типуваше дека Влен ќе победи во Гостивар, мислам дека и тие не го предвидува ова. И се согласувам деломно дека нели имаше политичка стратегија да се проблематизира, односно да се проба да се намали цензусот за да имаме втора рунда. И ова сега му доаѓа како некаква втора рунда, односно special edition на темата локални избори, кој инаку е затворена тема. Мислам дека овој избор ќе ни даде одредени информации за тоа како се движат. Други индикатори кои се важни за други контексти, а не само посебен начин. Битно да го смени впечатокот од тоа што се случи во локалните избори. Мислам дека и временски е од тогаш до сега имаме отидено во сосема други теми и во други развои во Македонија, политички секако, но мислам дека ќе биде интересно таа гледна перспектива. Исходот ќе биде веројатно понеизвесен од претходниот пат, бидејќи, како што рековте, господинот Бејта е сериозна политичка фигура која што има неколку пати настапувано, неколку пати победувано, па и губено на тие избори. Мислам дека единствениот кандидат кој што после пораз на локални избори си има вратено со победа. Мислам дека нема такви други примери во Македонија на државно ниво, така да ќе биде интересно. Мене ми личи малку и на политички трилер, бидејќи картите се така поделени што тешко е сега да процениме кој како ќе гласа во недела, односно која партија, кој дел од своето бивше гласачко тело го контролира. Да подсетам, логиката на коалицијата НАИ е да се фактички да се максимизира бројот на гласови на господинот Таравари и на господинот Ахмети во Гостивар. Како што видовме, тоа не успеа. Бидејќи да успееше, денеска немаше тука да зборуваме за оваа тема, така да последно што би го кажал за ова е исходот ќе биде и некој тест на тоа во која насока ќе се движи, односно дали ќе опстои воопшто алијансата на албанците на господинот Таравари, бидејќи евентуален пораз на кандидатот на Алијансата за албанците ќе биде апсолутно демотивирачки. Имајќи предвид дека оваа иста партија, доколку настапеше со Влен, ќе победеше и во Гостивар и во неколку други општини. 4 или 5, како што се договара. Ова сега го кажуваме ретроспективно, бидејќи ги знаеме резултатите. Во моментов Алијансата нема ниту еден градоначалник и доколку не победи во Гостивар, мислам дека ќе биде тешко да опстане на политичката сцена. Тие замки кои што сега условно ги гледаме, враќаат повеќе прашања и од поблиското минато, а некои да речеме за Дуи, можеби треба да ги вратат малку поназад од причината или првата голема кавга во куќата,
од која сега го гледаме овој спектакл кој веројатно дури ги чини премногу прилично. Без оглед Рамадан, ова зашто зборува Бесим, каква е известноста во смисла на тоа колку беше голема разликата на страната на кандидатот на меѓутоа самиот факт и пораката која што се обидува Влен да ја испрати со номинацијата на Невзат Бејта е шлаканица во Мала Речица. Значи, човекот кој отишол еднаш со огнената група, па сте го вратиле назад, па сте туркале кампања заедно, одеднаш повторно го менува дресот и доаѓа од другата страна да се бори во околности кога на резултатот или супер победата на кандидатот на му недостасуваат 22 гласа не за победа, туку за цензус кој што ќе ја потврдеше победата на кандидатот. И особено сега во таа групација потполно нејасното прашање што сакаше Таравари, каде тргна и во која позиција доведе собствената партија. Да, многу... Зборуваме за не така голема општина, можеби микротест, меѓутоа прилично комплицирана да се одработи, бидејќи градоначалничката трка таму во добар дел ја решава и македонскиот партнер, има реално потенцијал сериозен, кој што го возможува инженерингот како да се постават. Да, затоа јас сакав да почнам од тоа дека Гостивар со самото значење и во историјата на Македонија и посебно во историјата на албанското политичко делување внатре во Македонија е еден од главните градови на тие политички препирања, превирања, па и инпути што ги дала за Македонија. Не е туку така општина. И она што мислам дека би требало да биде наведено, да не остане пак ненаведено, е тоа дека фактот и дека во Гостивар не се исполни цензусот, кој што прилично е мал, значи 33%, укажува на тоа дека има сериозен проблем албанското политичко представување во Македонија, така да го наречеме. И ова треба да се наведе, посебно со тоа што двете нови општини во Македонија кои направија ова да не биде исполнет цензусот, се токму така наречени албански општини, значи општина Врапчиште и општина Гостивар, што е прв момент. Ова е, значи, за прв пат се случува. Со Маврово Ростуше веќе имавме така, центар Жупа нели хронично е underrepresented во тој смисол, ова е прв пат се случува. И знаејќи колку беше излезеноста на 2020 кога беа избори 21 ова е, значи, сега се случило тој порив. Сега околу ова треба сите затоа се сомнежите дека делумно е генериран тој значи и од таа структура, од тоа, значи со него владееле Таравари и тајфата и тоа политичко мнение кои некогаш биле власт, некогаш опозиција во ова време, значи во тие 4 години од како се случило ова уназадување во излезеноста и во политичката представеност. Другото е, мислам дека е важно за соогледување, е дека Влен од последниот момент, значи во кога беа локални избори во цела Македонија, до сега има направено нешто, а тоа е дека променила кандидати. И тоа е многу важен политички момент, променила кандидатите, другим беше кандидат за Гостивар тогаш, другим е сега и друг за Врапчиште, другим е сега. И тоа е многу, мислам, порака вака политичка, демек нешто се труделе. Тоа што се труделе, гледано од граѓански аспект, би можело да се наведе дека погрешно се труделе. Мислам, ја сметам, гледано од граѓански аспект, дека кандидирањето на Невзат Бејта е всушност пукање во нога од самото вреди, ама тие некако си пукале на лева нога и се надеват на десната нога со ова што вие го кажувате дека ќе унапредат. А тоа е дека, мислам, Невзат Бејта не е туку така кандидат, значи тој веќе бил во ДУИ 4 пати колку пати се кандидирал, шеста кандидатура негова, значи ако Гостивар вака да го наведеме пократко, можда посликовито, ако Гостивар заради неизлезеноста стане село, тогаш идеален селски кмет би бил Невзат Бејта, што со него растеле сите тие генерации на гостиварчани. Значи од излезеноста, ако падне Гостивар у таа друга лига, каде што е важно само партиите што кандидираат и како, мислам дека има реални шанси, и плюс би сакал да наведам дека релативно со тоа што се
завршени изборите за советници и во Врапчиште и во Гостивар, сега пошто правиме нели ваква виви секција на тоа албанско представување, е многу важен момент и тоа што се завршени изборите за советнички листи. И со тоа мобилизацијскиот момент и внатре во коалицијата, значи Дуи веќе си ја има земено политичката плата за тоа што се сработил. Значи Дуи со тоа што прифатил Арбен Таравари да дојде во коалиција, да бидат заедно, да имат заеднички кандидат, веќе си ја исплатил својата, мислам, си ги подигнал своите средства, во смисла да таму нели председателот на партискиот огранок е прв носител на листа, мислам дека и председавач на совет и некако се пораат покомотна позиција, во овој случај Дуи во Гостивар е во многу покомотна ситуација отколку што беше тогаш кога нели сите заеднички правеа. И тоа се гледа, мислам и по митинги кој колку дава. Другиот момент и ова што го наведовте дека Невзат Бејта е нивен бивш во тој смисел и тука спаѓа она што може да е, јас сметам дека е проблем за Вреди, дека си пукале на нога, зашто не може, нели, како викат тие во релациите, не може од бивш да направи следен. Никогаш тоа, you can make next from X, имата помеѓу младите. Ама тоа од друг аспект, со тоа што тие се противници на Дуи на некој начин, а кандидатот е од тоа дуивистичко милје, тоа дава предност. И другиот само овој момент дека е многу важно и тоа што ќе се случи во општина Врапчиште, каде што исто Вреди, значи има еден нов кандидат, но тој кандидат настапи како независен и таму е поддржан и гледаме секој ден по митинзи колку е тоа опфатено по медиумите, дека таму се приклучила кон неговата кандидатура и едната гранка на Алијанса, која всушност цени дека е оригинал гранката на Алијанса, а тоа е предводена од Зијадин Села. И ово е многу значаен момент што укажува на тоа дека сепак овој сега кандидат со се тие владини проекти кои се одвивале во Врапчиште, мислам дека има реални шанси да биде одбран. Благодарам за овие додавки, бидејќи за неупатените тие сигнали се важни за кои големи цели на мало на помошното игралиште се испраќаат пораки. Тоа е во однос на Зијадин Села. Ако би добиле покана, ние би разговарале за влез во влада, а никој не го поканил, само доколку се исполнат овие услови. Тоа е овој тест, можеби, како се вели, со Врапчиште. Поголемиот дел од ентитетите кои беа во таа цврста, сега коалиција на и претходно Европски фронт, всушност тргнуваат предпоставката дека носечката е силата или позицијата на Дуи, згодно е да се биде покрај нив, бидејќи во еден момент ќе дојде ситуација кога ќе се распределува изборниот плен. Како почнува да се распаѓа таа, во принцип, приказна, се распаѓа прво и мета нарацијата дека локалните избори само ќе бидат чекор поблиску до предвремените, кои значат дека ВМРО-ДПМН ќе мора да го промени партнерот и дека тоа ќе бидат избори преку кои Дуи ќе влезе во владата. Резултатот не ги потврди тие намери и сега овие мали ентитети околу неа гледаат смислата зошто би стоеле покрај стожерната партија која самата се крши или се меле низ овој процес. И затоа се веројатно овие пораки за кои зборува Рамадан. Но дали оваа централната која што сега се обидуваме да ја анализираме, делумно тој опишува за играта со Невзат Бејта, но јас би проширила дека всушност главниот играч на коалицијата Вреди или непотврдениот лидер на коалицијата е всушност човекот, главниот човек или играчот сега се потврдува на бившата партија Дуи, кој сега застанува во една осветничка мисија, бидејќи некакво друго политичко крки не гледам освен таа нарација дека вас ке ве изфрлиме потполно од игра. Тоа е Изет Меджити.
Да. И дека всушност ова со Невзат Бејта е ракописот на Изет Меджити. И тоа е пораката. Тогаш не разбравте кога разговаравме внатре дека Артан Груби една екипа мора да замине, можеме да најдеме заедничка содржина. Ништо од тоа не се случи. Ахмети остана цврсто на оваа линија, ова се луѓето кои што сум ги избрал и тргна се низбрдо кој на крајот завршува во една ваква операција во која дуе буквално изгонет од се. Да, мислам дека анализата која што ја направивте, Оливера, е нешто што јас се согласувам. Европскиот фронт беше обид на господинот Ахмети да ги амортизира бројките, кои што ги виде од другата страна, он чита анкети, и направи, нели, во последен момент Европски фронт, бидејќи пред тоа се збореше дека ќе настапи на избори со СДСМ. Во еден Европски фронт, на тој начин ги остави на цедило СДСМ, видовме како тоа помина, после нели некое 4-годишно заедничко владење, инвестирање на таа тема, и си направи собствен Европски фронт во кој што фактички механички собра партии кои што немаат многу заедничко. Нели, со некои има и соперништво, некои се партии кои што се создадени за да го победат дуи на избори. Значи, и двете алианси се некој дериват на ДПА, кој што е главниот противник, соперник политички во еден можна непријателот или непријателот. Мајката на приказната зошто да треба да кажеме, се. Ако не мислиме на таков вид на Да, ама друг политички базен од каде се црпат, да. И тие фактички од 2016 до 2024 година 90% од наративот е да го променат начинот на кој што владее дуи. И после тоа едното крило влегува во Европскиот фронт. Сигурни сте во ова? Тоа беше нивниот наратив кон јавноста, нели, ако ги следите. И можеби поточно да го промениме дуи доста му е. Тоа е 2016 се формира, значи, две политички партии. Едната беше Алијанса, втората беше Беса. Сега од тие две партии многу работи се сменија во меѓувреме, меѓутоа заедничко им беше фактот дека они сакаат да го сменат дуи од власт. Да. Ефектот на нивното појавување беше еден ДПА стана минорна партија. Да се разбереме. Мислам само најточно и така ДПА стана минорна само партија. да го смениме дуја, не да го смениме начинот на кој што дуи функционирал во власт. Тоа беше нивна. Се разбира, се да не влегуваме во семантика на тоа, меѓутоа се разбира дека начинот на функционирање беше дел од пораката. Сега колку тоа ќе го видиме во пракса е работа на тоа. Меѓутоа само да ве потсетам дека во тие на тие избори 2016 година дуи се преполови во однос на претходните избори. Имаше пад од некои 60-70 илјади гласови. Голем дел од тие гласови отидоа на конто на новоформираните партии кои што настапуваа на антидуи платформа, така да ја наречеме условно. Нивното спојување, односно амалгамирање со дуи и 2024 година на парламентарните избори не помина најсјајно. Меѓутоа, посебно потврли на локалните избори 2025 година. Сега, веројатно, поради фактот дека на тие настапија од позиција на опозиција, не ги користеа, нели, предностите кои што бидување на власт ви ги дава, левериџот, да кажеме така. Меѓутоа и нивната порака дека на овој начин ќе контестираат легитимитетот на вреди, кој што беше дискутабилно, бидејќи, рековме, Европскиот фронт имаше мултиетнички карактер, механички направен за да се добие бројки, оптика на поголеми бројки во изборите и да му овозможи на дуи да се врати на власт. Нели, беше проблематично уште од почеток, меѓутоа резултатот, како што кажавте пред малку, беше таков дека од денот на завршувањето на вториот круг на избори, дуи веќе го нема спомнато прашањето на нови парламентарни на легитимитетот и на легитимитетот, бидејќи, нели, прашањето на нови парламентарни избори беше овие не ги представуваат албанците, ние ги представуваме албанците. Заради тоа ни требаат нови избори за да ние победиме и ги представуваме албанците. Нели, тоа беше наративот и мислам дека овој резултат
е таков што не му дава на ДУИ право да ги поставува тие прашања. Нормално е, логично е, бидејќи реков механичка беше коалицијата, не беше коалиција на принципи, ниту пак на некаја заедничка идеологија, плюс во неа имаше и карма каша од различни албански, неалбански, други етнички партии и така натаму. Коалициите кога не победуваат, се расформираат, бидејќи поентата на таа коалиција беше да дојде на власт и потоа да го дели пленот заеднички, бидејќи тоа не се случи, нема ни логика, нема ни никаков резон таа да продолжи да функционира. Во тој контекст ги гледам потезите на некои од политичките, помалите политички партии, кои што ги спомнавте, кои што почнуваат сега да пивотираат на страна да се приближат колку што е можно повеќе во орбитата на сегашната власт. Бидејќи нивното коалицирање со ДУИ беше за да стигнат до власт, така да тука има некоја конзистентност. И сегашните потези се да стигнат до власт нормално во некоја обратна насока. Кога Бесим се навраќа наназад на математиките, коалициите, пенетрациите, тоа што се случи 2016-та и тој обид на СДСМ да покаже дека може да заработува гласови на така наречената бранета територија. Од почетокот на коалицијата за ДУИ беше јасен предизвикот дека СДСМ ќе мора да биде изгонет од територијата на која нема што да бара. За сега да сведочиме на ситуација во која во значајна мерка ризикот на Христијан Мицковски да го издржи притисокот на ДУИ со своја проценка дека има политичка сила да го издржи и дека може да изменаџира еден процес низ кој на Влен ќе овозможи да расте, иако политичката агенда не баш расте која што ја представува владата, дека локалните избори се одлична прилика да ги менаџирате гласовите за градоначалниците, бидејќи на советничките листи секој оди сам за себе, меѓутоа ВМРО-ДПМН имаше јасна, недвојбена поддршка Влен да заврши работа на ваков начин како што заврши есенва на локалните избори, па би можело да се рече дека за разлика од концептот на СДСМ, дека може да ги распарча тие гласови, да се чувствува себе си компетентен да навлезе во оградената територија на етничките гласови. Христијан Мицковски одбра друга стратегија на прилично патернализам кон Влен. Сите аналитичари беа убедени дека тоа е само купување време, а времето покажа дека тој единствената можеби политичка инвестиција што ја направи во овој период дека е на власт е да успее да порасне и легитимира политички проект кој што сега можеби ќе ги стави во стоп кадар амбициите на ДУИ, заканите на опозицијата дека само што не сме стигнале до предвремени избори кои ќе ја сменат сцената. Да, но сепак резултатот на Влен, да не заборавиме, беше спектакуларен во смисла на освоени општини и мислам дека беа зачудени. Не можеме, значи, да ја негираме и, како да кажам, аутентичноста на сепак на политичкото движење кај албанците. Посебно не негирам. Во овој случај, во случај на Влен, да го оснажи тоа дека Да, но сепак резултатот беше, значи, тие мислеа дека ќе се поделат на 6-7, дека овие ќе влијаат, но ова беше 10-4, мислам. Сепак резултатот беше која ќе правиме по избрани градоначалници и беа чудовидени од тој резултат. На советничките листи победата е сепак на страната на ДУИ. Да, на страна на наив, со се овие опортунистите. Има еден друг момент што би сакал да го наведам, што укажува на тоа дека победата на Влен беше уште поспектакуларна, а мислам дека останало незаведено, е дека не се заборави фактот дека во нашите избори длабоко беше вмешан премиерот на Албанија. Значи, Еди Рама дојде во чаршија и кога дојде, на една страна му беше овој Бујар Османи, на една страна Арбен Таравари, кој тазе пред 3 дена излезе ова, со што се укажува дека всушност и тој одиграл клучна улога како првиот пат кога преговарал во 2024 при парламентарните избори. Вие знаете дека една од причините зошто наведе Бесим, дека зошто не отиде цела алијанса на ова страна на
кај вреди, туку се растура таа партија и тогаш се создадеа тие две фракции кои нели спореа и мислам дека уште спорат за печатот и за легитимитетот и тогаш беше вклучен, значи премиер на една сериозна соседна држава која нели сепак значи ние може Еди Рама да го сметаме ваков онаков, но во тие политички колуари тој е председател на влада на Република Албанија. И тоа значи друг кој што исто така беше премиер на една влада на север тој во Приштина и тој водеше отворена кампања овдека, дури кандидатот беше петтиот придружник на коалицијата иако нема регистрирано овдека политички ентитет. Да, значи не сакам да кажам и тој момент треба да се создаде дека ова победа всушност е и победа и контакт во едно милие. Значи не го победиле тие само Дуи, а зошто е значајно и Гостивар и Врапчище сега е дека со ова, значи од граѓански аспект, да не забораваме, сепак сакам да гледам од тоа дека тие гласачите се важни, сакат ако се порази на некој начин Таравари во овие две општини кои му преостанале како единствени трофеи, е многу важно дека нема да може да има веќе вакви политички, како да кажам, екзибиционисти, опортунисти во последен момент кои грабат вакви понуди и менјат страна и мислат дека ги носат гласачите со себе, што не беше случај. Значи ни 2016 која ја спомнавте, тогаш нели излегоа и од Беса и од Дуи муабети дека секој кој што е албанец треба да гласа само албански партии, дури имаше такви тогаш и шовинистички искандирања и пароли по митинзи дека секој кој што нема да гласа албанци, а тогаш нели се мислеше на СДСМ, која всушност имаше албанци во листа и во Желино, и во Скопје, и во скоро сите изборни единици, тогаш имаше таков тренд и сега во тоа милие е многу важно да изгуби Таравари, за да другите во иднина да знаат дека ова вака не се прави со граѓани. А јас пак мислам дека Гостивар е еден од најграѓанските вака гласачка тело кои ќе го осознаат овој момент. Сега јас малку како да ја спојам логиката. Важно е да загуби Таравари за да ја прима таа порака. Кандидатот е тој, како се вели, Таравари, а пред малку ми објаснувате дека е шлаканица за Гостивар, да може да си замисли дека Невзат Бејта може да им стане градоначалник. Да, реков, значи пак ќе повторам за да бидам јасен, значи од аспект на Влен, тие гледано од граѓански аспект, тие си пука во нога. Но си пука во легва нога и се надева дека со десна нога ќе освојат нешто простор во тој аспект. И затоа го кажувам ова. Господине Бију, јас останувам на ставот дека најважната политичка инвестиција на ВМРО ДПМН е помагањето, создавањето, цела една приказна околу Влен, која на почетокот изгледаше тешка, невозможна да се реализира и дека сега тоа пријатно обкружување околу новиот ентитет оди некако побрзо во потврдата на избори, отколку што внатрешно се создава таа метанарација. Кои сме, што сакаме, кој е нашиот политички профил, вклучително и тоа дека толку многу време им треба да се договорат дали ќе ја завршат така наречената лидерска приказна кој е кој во партијата. Што би се рекло, обкружувањето кој им се создава за да ги користат бенефитите оди побрзо отколку што нивниот профил се создава. Дали тоа значи дека на сцената се уште поважен капиталот од така наречениот политички гнев за 20 години на Дуи, што не е политичка поза, но е сосема дозволена емоција која дури ја изразувате и на избори, но не може да биде капиталот кој подосна политички ќе можете да живеете. Каде сме сега во таа слика? Па во наму каде што застана. Може ли Влен да се извлече од само приказната ние сме тука за потрајно да го стопираме Дуи, да може да помири со повторно институции, власт, позиции? Видете, значи долго време во македонската јавност се
гледаше на Дуи како на единствена алтернатива кај албанците и мислам дека и од политичките партии. Од 2000 веќе 10 години како Дуи не добива мнозинска подршка од албанските гласачи од изборите 2016 година. Статистички добива меѓу 35 и 45% од албанските гласови. Значи, другите партии кои што представуваат албанци во овој 10 годишен период добиваат повеќе гласови од Дуи на избори, меѓутоа немаат јасно организирана и заедничка политичка агента, наратив, метанаратив, како сакате наречете го. При тоа, Дуи користејќи ги сопствените потенцијали, нели, од 20 годишно вршење на власт, прави инженеринг во кој што оневозможува или го отежнува тој процес. Во тој контекст се согласувам дека автентичноста на антидуи партиите постои и таа е репрезентирана во гласовите на албанските гласачи во еден мош недолг временски период, во некои 3-4 изборни циклуси. Тие не се резултат на желбата и волјата на ниту едно раководство, на ниту една политичка партија. Дури во тој контекст може да го гледаме и тие 20, 30, 40 илјади гласови на албанци кои што отидоа на контото на СДСМ 2016 година како еден вид на порака икон во тоа време ДПА, икон Дуи дека вие не представувате добро, дечки. Значи, дел од тие гласови отидоа во СДСМ како протестен глас. И мислам дека без некоја преголемо трудење и некоја политичка стратегија од страна на СДСМ да навистина направи трајни политички бази онаму каде што ги доби гласовите. И мислам дека тоа се гледаше од фактот дека доби, Рамадан кажа дека имаше кандидати во неколку тие општини, меѓутоа бројот на гласови кои што го доби СДСМ беше многу поголем од бројот на кандидати албанци кои што стави на пратеничките листи. За некои 3-4 пратеника, ако не се лажам, 2016 година. Што направи СДСМ после тоа? Значи, добро, фактички го врати во кондиција Дуи кој што беше во еден целосен нокдаун. Со тоа што целосно и стратегиски го поддржа на локалните избори 2017 година, во општини како Чаир, во општини како Тетово и така натаму и така натаму. Мислам, може да направиме некоја паралела меѓу 2017 и начинот на кој што СДСМ ова звучи точно како наратив, меѓутоа мислам дека ги пренебрегнува бројките. Без Дуи не можеше да има влада. Да, имаше конјунктура таква политичка. Без Дуи не можеше да има влада. Сите останали не беше доволна само Дуи, туку како се на подписите до 67 за да биде даден мандатот, влегоа сите. Тоа што всушност се случи на тие избори 2017 година, беше почетокот можеби на непотребното, непринципиелно и нејасно однесување на Заев кој е делумно. Прво имаше врска со крвта во парламентот, главата на Зијадин Села, а први што всушност Заев ги жртвуваше во таа кампања, дури можеме да речеме, беше алијансата на Села. Со гостиварската трка во која велеше таравари ми требаш за министер, остави го овде бејта, за потоа прилично ескалирачки да се појави 21 во која Аренијат Хоџа на сликата во собрание кога застануваат на 60-60, односно вечерта се уверени на тоа фото дека имаат 61. Причината се повторно одлуката на СДСМ непринципиелно на локалните избори да застане во Желино, тогаш тоа е битката, наспроти кандидатот од својата владеачка коалициона партија. Локалните избори биле прилично лакмуси за тоа како заднински живеат содружниците во некаквите коалиции и некако брзо воделе кон такви ситуации на распад. Сега нема да има таква ситуација на распад, таа е природна последица по резултатот кој што го оствари
Дуи сега веројатно Христијан Мицкоски ќе очекува кога формално ќе стигне до 80 во парламентот, бидејќи тоа ќе биде кругот на распаѓање. Но сакам директно да ми одговорите дали во тој фон се уште е доминантно дека потенцијално Дуи може да се врати и гневот кон нив, бесот за изминатите 20 години, приказните за најкриминалната партија, се одлучувачките наспроти увидот за тоа што всушност во политичка смисла имаме од Влен. Мислам дека Дуи, за разлика од другите партии од НАИ, е партија која што ќе обстои, односно ќе биде дел од политичката сцена. Мислам дека има историјат и ресурси тоа да го направи. Во моментов се наоѓа во некој low point, во ситуација која што е нетипична за нив да изгубат на избори, да изгубат секаде на избори и така натаму. Меѓутоа, мислам дека имаат доволно капитал и потенцијал да се реанимираат самите себе си. Разликата меѓу реанимирање самите себе си и некој да те реанимира, како пред 10 години, е огромна. Би било корисно самите да се реанимираат, а не да се реанимираат за да дојдат на власт. Односно да ги реанимира некој од надвор, како што тоа го направи господинот Заев 2017 година, бидејќи видовме до што доведе таа реанимација. Секако, се согласувам, Оливера, конјунктурата е политичка, е многу различна, би рекол сме на обратни точки од политичкиот процес, ако е некакво тркало, нели, циклусите на политика во Македонија. Меѓутоа, тоа што го гледаме дека многу известно дека ќе имаме две политички опции кај албанците и мислам дека е тоа и корисно. Мислам дека дел од проблемот беше што кога имаше само една опција, во овие 20 години имаше само една опција, тоа беше Дуи, кога немате конкуренција, вие можете да рециклирате слогани и символика, меѓутоа немате некој голем притисок да испорачате надвор од клиентелата. И мислам дека кога анализираме делувањето на Дуи, таа ги задоволуваше апетитите на клиентелата, меѓутоа не и на заедницата, не на граѓанството, не на општините и така натаму. Две и повеќе опции. Сигурни дека се домаќини во зградата на Илинденска број 2, тие понекогаш само за да бидат интересни во кампањата нешто треба да се прави. Се прогласуваа зелени, се прогласуваа вакви такви, ти некако мора да менувате нешто. Но сте сигурни дека се внатре во големата куќа. Јас ги собирам, како се вика, изборните програми на политичките партии, бидејќи они имаат навика да ги симнуваат од вебсајтот недела две после изборите, нели, за да ги заборавиме. Можете сега со artificial intelligence да видите колку големо поклопување има меѓу ветувањата на не само на Дуи, меѓутоа првенствено на Дуи, на политичките програми од 2008, 11, 14, 16 година. Значи големо преклопување, истите проекти се ветуваа, нели, отварање на граничниот премин према Косово, друг граничен премин према Србија и така натаму. Во случај во ситуација кога немате вие соперник, кој е мотивот да испорачувате, реков, вие мора да испорачувате кон партиската база, односно кон клиентелата, членството и така натаму, меѓутоа тоа го прават и македонските партии. Има и полоши примери, не само што повторувале исти проекти во, како се вика, во програмите, дури и проекти на кои еднаш се сечело панделка, еве да речеме во овој другиот брол, ќе дојдат новите повтор, па сечат панделка, така да нивната калкулација дека луѓето забораваат, немаат потреба да бидат секој ден на штрек и постојано од се да создаваат перцепција дали е ова во ред или не е во ред, што значат овие потоци. Но Рамадан, кога зборуваме за фортификацијата на вреди во околности кога уште не дефинира кој е формално лидер, веројатно се покажува дека алфа и омега е таму, веројатно и по искуството, и по изминатиот пат во претходната партија, дека тоа е Изет Меджити, на крајот на краиштата во најсилно изразена форма, веројатно победата во Чаир е најважната победа, што е извојувана над Бојар Османи, извојувана над Еди Рама.
Пак да го спомнам јас. Што би се рекло дека можеби како се вика дека имал приштинскиот премиер повеќе Не, јас тоа го кажувам зашто индикативно се беше едните другите. Еди Рама рече дека не сум дошол, вика, ни за форумот, ни за медиуми, вика јас сум дошол за овој, за Бујар Османи, демек така рече. И по тоа остана тоа. Мислам тоа чаирски муабет, но гледано вака национално, мислам дека вреди Кога граѓаните ќе почнат да го наблюдуваат вреди низ тоа што најчесто му овозможуваше столче на Дуј. Ги опишувавме за секакви, дури мислам дека тоа го повторува сега и на својот конгрес, можете многу нешта да кажете за нас, сме направиле многу грешки, меѓутоа по стратешките прашања сме биле клучните кои го одржале наративот, кои сме притискале за тоа, има искуство и кога да речеме беше најладно во односите и со Грција, и со Европската унија на Никола Груевски, тие бе единствениот мост кој одржува какви такви комуникации. Не невистините, сакам да кажам таа приказ. Кога и на кој начин вреди ќе биде читан во околности ако сегашниот премиер нема намера да отвори било кој од прашањата што го отвара тој Европски пакт, вреди да биде читана низ истиот тој буквар низ кој беше читана досега Дуј. Да, мислам дека сега и престојува тоа. Јас би го навел тоа дека вреди поминува низ три фази. Првата е кога се прашуваме каде е вреди и каде е влен, во тој смисол. Влен е таму и сега освои, зема плата и за тој гневот кон Антидуи, веќе е избран, значи влен е веќе главниот. Во тој смисол, главниот во шталата, во кафаната, во салата, било каде. Другото е што е вреди, во смисла на лидерството, на представувањето, дали обстојуваат на вистина на ова, дека ние, всушност народот не бил против Дуи, туку бил преку лагата на Дуи, преку лажењето на Дуи, преку оставањето на Дуи на своји луѓе кои ги правил за изборен инженеринг, ги оставил со овие, како се викаат, со договори на дело и сега испаѓаат тие проблеми дека всушност тоа се правило со години. Значи има луѓе 10-15 години што се со договор на дело, што е под никаков, значи ни политички ферплеј ни во наши македонски услови во тој смисол. И следи третото што е најтешко за нив, што не знам дали ќе дојде до тоа, е прашањето вреди ли вреди. Значи, ние сега сме во фазата кој е вреди. И во ова треба да се истакне дека ова, како да кажам, препирањата, одолговлечувањата околу тоа кој е капитенот на вреди, има две недоразбирања. Првото е, мислам дека луѓето барале од вреди да се изберат капитен на екипата. Значи, никој не барал од вреди, од сите тие 4 или 5 партии, да изберат некој си Скендербек, некој си лидер со каризма или не знам што, туку да се избере капитенот кој што ќе збори со судијата, со тренерот, со така, значи капитен на една екипа. Другото недоразбирање е што ова беше подразбирано. Со тоа што го рековте, во ликот и делото, да кажеме, на Изет Меджити, тоа беше подразбирано дека тој беше клучниот што ги соедини преку овие сите заедно. Второ што многу критично за вреди беше кризата со Таравари. Значи тоа не беше пред избори, беше тешко, Таравари инсистираше на нешта што овие не може да ги испорачат во тие поделбите и така натаму, одолговлекуваше некои процеси, ја се прикачи на приказната на Дуи за антиалбанство на целиот македонски систем и така натаму, и тоа беше голема криза. Со таква фрактура во предизборие да направите таков резултат? Да, затоа, значи тоа. Другото што го направи Изет Меджити е дека тој беше единствениот во кампањата што успеа да собере луѓе. Во смисла да 3 најмасовните собири кои се случија, 2 беа
под режија и во територија на Изет Меджити. Со тоа прикажа дека всушност голем дел од тоа, не знам, бран на гласачи и така натаму, всушност се врзани со Изет Меджити. Тој на некој начин беше и е подразбиран лидер на Вреди. Кога во меѓувреме овој процес се одолговлекува и не станува, значи никој знаеме кој е кралот, ама никој не му ја става круната или траката. Знаеме кој е капитенот, но никој не му ја става круната. Тоа доведува до други кризни моменти, што веројатно ќе се појават после овие избори во овие две општини. Сега дали во ова може да влезе некако Дуи, мислам дека не може, дека тие се веќе фортифицирани во тоа миле и дали сето ова е заради тој продорот. Албанците сепак, значи во Македонија, кога сакале некој да ги представа, тие никогаш не мислеле само на локално ниво, само на тие канализации, проекти и така натаму, туку и на национално ниво да ги представува. Значи, ако карикатурираме, албанците секогаш сакале да има еден, значи, вака да се изразам за да бидам разбран поактуелно, да има еден Мадуро, албански Мадуро, кој што ако утре нешто реши Трамп или не знам кој друг да дојде да го земе или да преговара, да има еден албанец со големо А. Кој е тој во Македонија? Значи секогаш сакале да имат некој што ги представува. Тоа долго време заради некои позиции бил Али Амети, сега веќе не е Али Амети и нема таков кој што ги представува. И кон тоа се стреми ова, и затоа е важно ова капитенството на Вреди. Ако некој успеат ова да го, или не знам, се случи нешто во меѓувреме со овој процес, тогаш ризикуваат да дојдеме во тоа вреди ли вреди. А вреди ли вреди е најсуштинското прашање што при следни избори ќе не стане како магла. Пауза за реклами. Беси, може би е провокација која треба да тестира вчерашната изјава на премиерот дека за Василица, сега колку вас тоа што ви значи, меѓутоа бидејќи изјавата беше дадена на верски празник, па пак следната е поврзана со некаков таков, дека има намера да ги собере лидерите. Темата е реформскиот пакет и техничката влада. Тоа и техничката влада веројатно беше вметнато за да го направи вистинскиот тест каде се, што разбрале, што имаат намера да прават и што тоа што него му се случува во така наречениот јавен простор или спектакл во кој СДСМ месец дена пишуваше бескрајно долги соопштенија, се обидуваше да објасни се нешто дека е безмалку фатен Христијан Мицковски во целата своја лага, намера, предавство, мигранти, српски свет, што уште не, јас не можам се детално да се паметам, да буквално оваа приказна некако можеби ќе почне да го чисти. Во таа смисла за ова што вечер го зборуваме ми е индикативно каде што дуи тие големи барачи на предвремените избори, последните корисници на терминот техничка влада и технички премиер велат ќе одговориме откако ќе добиеме поканата официјално. Тоа би значило уште неколку дена да си земат да се пребројат дали вистинското место им е на столчето таму или ќе треба да пробаат да свртат уште некој индиректен круг. Што мислите вие? Ги тестира или навистина ако 26-та не е годината во која треба да се направи тој важен реформски чекор, зошто би седеле, би било згодно да отидат на избори како некаква занимација за јавност и обнова на мандатот? Ајде сега вака по логика, значи ако вие сте премиер, избран 2024 со мандат од 4 години, со мнозинство од колку? 58? 8 ВМРО. Од 120. Зошто би збореле за еден закон кој што 100 дена пред избори создава некаква друга конфигурација на владата, нели после пржено? Која би била ургентноста, бидејќи нема практична потреба тоа да го правите, единствена логичка анализа на тоа зошто би спомнале воопшто техничка влада, односно менување на пржинскиот член во законот за влада, и доколку сакате да ја наметнете
темата, меѓутоа да не го правите тоа директно, туку да го направите индиректно, за да луѓето, еве како ние вечерва тука, го анализираме тој чекор и полека на, можеби не на мала врата, но на средна врата, темата на вонредни избори стане актуелно, односно малку по малку да почне да живее, да се меле во јавниот простор. Нели како ефектот на снежна топка да почне да расте таа топка и да стане, не знам, за некој период кој што не е ни толку долг, да стане една од главните преокупации, не само по телевизиски студии и во кулуарите на политиката, туку и кај граѓанството. Значи да биде да се спреми граѓанството. Пред да дојде пролет, навистина да почне да мириса на како се вели, како таков, нормално вие кога имате ваква позиција од 57-8, тешко е вие да директно кажете ајде да имаме избори, пошто ќе треба да објасните зошто треба да има избори. Односно што сакате да постигнете со избори. Што сме европски шампиони во растот на БДП. Кој ќе ви е прашањето до граѓаните, бидејќи кога имате, нели, знам дека токму за тие што заднински анализираат овој обид и ова порека е токму навремено како да почне една, независно што тој не рекол, да живее една интерпретација во која сите разбираат што така се прават, нели, политичките пораки, посебно од позиција кога сте на власти. Ова е се уште подобро од обидите на Дуи кога се согласуваше да одиме на предвремени парламентарни избори затоа што не успеале со ВМРО да се договорат за консензуален кандидат за председател, а всушност целата игра беше тој неконсензуалниот како да му овозможат цензус и да го изберат за председател. Што е да речеме поперверзно. Тоа е исто така и тестирање на тоа како ќе одговорат на ова прашање кој што го постави имено премиерот и Дуи и СДСМ и така натаму. Мислам дека е диктирање на тема, ова е почеток на диктирање на тема. Посебно фактот дека прво техничката влада, ба после се спомнати, ако не се лажам, реформските во кој е изборниот законник. Значи, по тој редослед на приоритети на важност, и тоа мислам дека веројатно не е нели, дека е намерно направено. Без овој трик на премиерот би можело да му се рече за таа реформска агенда би било добро вие што сте во власт да си се соберете, да помалку да шетате по детски градинки и улици и направите некаков консензус внатре на некоја маса на која можеме да го видиме дека две просто проширени реченици кажува министерот за правда и велат ова е договорот, тргнуваме. Нас во смисла на реформската агенда тоа би ни било поважно да го видиме бидејќи во зоната на 2/3 не се генерално целиот пакет и би можеле ако имаат внатрешен консензус тоа да го завршуваат без вакви лидерски средби. Мислам дека институтот на лидерски средби е дел од тоа. Чаламот. Бидејќи лидерите на политичките партии се гледаат и без камери и без јавни покани кога имаат потреба и се договараат. Тоа го имаме константно и мислам дека во целата иконографија на лидерски средби има и начин да нели се испраќаат одредени политички пораки и се тестираат одредени расположенија. Мислам дека како такви веројатно се непотребни, посебно во оваа 35-та годишнина од демократијата во Македонија. Мислам дека немаме потреба од овој вид на формат и конфигурација на водење на политика и тие канали на комуникација, сколку што знам, ниту една лидерска средба во последните 5-6 години нема завршено успешно. Партиите си имаат договарано за многу работи успешно, посебно за работи кои што имаат врска со изборниот законник и така натаму, и тие биле надвор од лидерските средби, односно во конфигурации, во ситуации кај што си го наоѓаат они заедничкиот политички и друг вид на интерес. Немаме време, веќе истекуваме со нашиот термин за емисијата, ми доаѓаат наум пришно згодни ситуации на кои меѓу другото актер бил и Христијан Мицковски, например, таа жестока шанса за лидерска средба и договор за референдумот за името, Христијан успеа да ја искормилари со, како што вие велите, прва спомна техничката влада и тогаш беше прво финансирањето на политичките партии, па потоа другите договори, после паузата всушност не се вратија на главниот договор за кој ЗАФ закажа средбата и така на задоволство на сите што се внатре, остана големиот договор за тоа како ќе се финансираат, а другите правила за изборниот законник, како што гледаме досега, има премолчан и општ консензус, дека не би морало баш толку активно да бидат на маса, како што сега се услов во реформската
агенда. Само блиц. Блиц, мислам дека Поблиску сме до избори или ова е само тест и спектакл во кој што на мислам дека е тест и дека треба да го наведеме. Во меѓувреме еден од ваквите, да кажеме, конспирации сега ако се можни, тогаш е и тоа конечното одвојување на СДСМ од ВМРО. Значи целата опозиција и опозицијското милие во Македонија почна да размислува дека тие некако се уходани и сета ова агресивност и ова трик прашање што е ставено така е всушност во таа насока и за таа функција дека СДСМ не се исти со ВМРО, не седат заедно, не часкат заедно, не се Курто и Мурто и тоа е порака кон опозицијските гласачи дека се имат уште партија каде што можат да гласат. И мислам дека е успешна во јавност. Благодарам. Ова беше тест на почетокот на годината, а додека да разбереме што е што, веројатно од сестринската партија веќе во април ќе видат одговор на неважните прашања. Дали братот Орбан преживеа или не? Тоа не е мала ставка, која овдека е планирана и со пари, и со партнерство, и со многу други значења што ги има. Изборите во Унгарија се во април годинава. Почитувани, благодарам што не следевте, останете со колегите кои ги подготвуваат вестите за 21:30. Пријатно.